претходното видео ви навестив како со помош на една музичка асоциација јас успеав да се сетам на постоењето на мојата душа. Сакам да напоменам дека состојбата на мојата свесност во која што се случи тој настан не беше секојдневната вообичаена свесност, толку малку поинаква, затоа што во тоа време јас почнав да практикувам една нова интуитивна техника, која што покасно ја именував како спокојно седење. Тоа значи во просторија во која што има тишина, релативна тишина, колку што дозволуваат условите. Седнуваш на столица со исправен рпет. Заземаш позиција која ти е удобна и откако ќе се наместиш убаво, престануваш да мрдаш. Си седиш така спокојно, но не се поместуваш. Не се чешаш, не ја поместуваш ногата полево подесно, едноставно повеќе не мрдаш ниту со прст. Туку пробуваш максимално да го опуштиш телото секаде каде што ќе почувствуваш дека има напнатост. И се трудиш да се релаксираш колку што е можно повеќе. Остануваш во таква состојба толку време колку што ти е пријатно. Во деновите, кога јас го доживеав моето искуство, ја практикував ова техника по неколку часа на ден, обично од 4 до 6 часа. Ете така изгледа техниката спокојно седење и кога би се обидел да ја опишам накусо со неколку клучни зборови, тие би биле тишина, релаксација, неподвижност. И овде сакам да го потенцирам значењето на последниот збор, неподвижност. Неподвижноста е толку многу битна во овој процес, што слободно можам да речам дека таа представува тајната состојка, која што ги отвора вратите кон подлабоки сознанија, како за себе си, така и за тоа што го нарекуваме реалност. Примарно, за да видам до кој степен можам да го смирам умот. Секундарно, за нови духовни сознанија. Умот и телото се тесно поврзани, па ако можеме да го смириме и да го релаксираме телото, со текот на времето и умот ќе се придружи. И тоа може да доведе до една таква спокојна и мирна состојба, каде што ќе немаме ниту една мисла во главата. Апсолутна тишина. Не знам дали некои од вас успеале да искусат вакво нешто, но ова состојба е неверојатна. И кога ќе ти се случи за прв пат, малку е шокантна, во смисла на изненадување. За прв пат во твојот живот никој не ти брчи во главата, а ти си се уште тука, целосно присутен и само наблюдуваш. И во една таква состојба на апсолутна тишина, сосема природно ќе ти дојде прашањето: добро бе, па кој сум јас? Кој сум јас, кога сега е веќе јасно дека не сум тој што мислев дека сум? Кој сум јас, кога не се поистоветувам со содржината на мојот ум? И така постепено почнав да сваќам дека потрагата по духовни сознанија е всушност потрага по себе си. Потрага по собствениот изгубен идентитет. Меѓутоа, идентитет не како човек, туку како душа. Кој сум јас? Не како човек, туку како духовно битие, кое што е независно од формата, независно од просторот, независно од времето. Ова прашање е многу битно, па размислете малку за одговорот. Да се вратиме сега повторно на тишината. Во состојба на апсолутна тишина
и сетилата работат малку поинаку неколи вообичаено, односно работат со својот полн капацитет. Па сликата што ја добиваме за реалноста е побогата со импресии и на тој начин е поблиску до апсолутната реалност, ако можам така да се изразам. Со ова сакам да укажам дека апсолутно смирениот ум има подобра перцепција на реалноста неголи умот кој што не е смирен. И уште повеќе да укажам дека само апсолутно смирениот ум поседува капацитет за препознавање на нашиот духовен идентитет. Хаотичниот ум нема никаква шанса за тоа, колку многу и да се труди по тоа прашање. И тука би сакал да упатам едно мало предупредување до сите вас кои што го практикувате ова или ќе го практикувате во иднина. Би сакал да истакнам дека со долгорочно седење во тишина се добиваат и други бенефити освен смирениот ум. Се добива присутност, повисока свесност, поголема конекција со душата, подлабока поврзаност со универзумот. Сите овие работи со тек на време ќе ви дадат чувство на предност во однос на останатите луѓе. Па постои реален ризик вашето его да го искористи тоа и да се замислува дека е повозвишено од сите останати. Многу често го сведочам ова сценарио, па затоа потребен е опрез и постојана будност во овој процес. Затоа е и пожелно ова практика секогаш да биде придружувана со молитва, за да не држи понизни на земјата, а не високо во облаците. Не мора тоа да биде некоја специјална молитва. Доволно е да искажиме искрена благодарност до универзумот или до Бог, кој како што се милува, што ни дава мир и што ни дава можност да ја истражиме подлабоко неговата креација. И тука го завршуваме ова видео, а во наредното ќе ви раскажам како изгледаше мојата блиска средба со сопствената душа. Ви благодарам што ме слушавте и се гледаме наскоро.